Здраво, ова е 37-мото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Faces Places на Агнес Варда и J.R., во кој станува збор за агитаторката на филмовите на францускиот нов бранд Агнес Варда и фотографот J.R., кои се качуваат во комби и заминуваат на интимно патешествие низ рурална Франција, не само за да го зацврстат пријателството, туку и да оформат нови познанства преку нивните джиновски инстантни принтови на обичниот човек, со кои ги декорираат објектите кај што живеат или работат. Овие автори и дозволуваат на нивната имагинација, преку моќта на уметноста, да се овековечи не само нечи туј живот на повисоко естетско рамниште, туку фотографирањето на новозапознаените луѓе на Агнес служи за зачувување на спомените и нивно непредавање на јамите на заборавот. Мериторен факт е дека овој документарен филм е работен во манирот на road movie, едно француско on the road себе истражување со пропратно разубавување на монденскиот живот со гигантните принтови, правејќи ѕвезди, односно тотеми од обичните луѓе при нивното овековечување. Секое лице раскажува различна приказна за цвонари, срамежливи келнерки, поштари, хипи пензионери, козари, сопруги на работници од бродоградилиште или сеќавање на фотографирани пријатели од минатото. Иако постои половина вековен генерацијски одишен јас помеѓу главните ликови, тие седат на клупи во паркови, на плажи и градилишта и дискутираат споделувајќи собствени мненија и понекогаш си ги надополнуваат речениците, а понекогаш внатрешниот монолог начнува притаен немир. Суптилната акустична музика на Метју Чедит ја надополнува монтажата која Агнес ја направи со помош на Максим Пози Гарсија, создавајќи течение на низата снимки работени од мноштво различни кинематографи кои биле на располагање во зависност низ кој град на Франција се патувало. Изборот на локација е исклучителен и уметничките потфати на ставање на отисоците на авторите само дополнително ја разубавува природата и дава свој отпечаток на едно постоење на плажите, гробиштата, фармите, па дури и на Лувр. На сите локации ја забележуваме и гривоста, разборитоста и еланот на авторите на филмот, за кои годините се само измислена бројка, која не може да ја негира нивната младалашка полетност. Овој филм е уште едно успешно режисерско остварување во кариерата подолга од половина век на Агнес, додаден на Clio from 5 to 7, Le Bonheur, Vagabond и многу други. Андалузиско куќе на Бунуел во еден миг се зема како кондензатор на страф од инјекција во око на еден од ликовите. Именно тој не е единствениот режисер на кој се реферира во филмот. Главниот примат го добива самиот Годар, на кој младиот фотограф J.R. со неговите неодвојливи црни очила од главата ја подсетува Агнес на неговата генијалност и одвратност, која е синоним на францускиот нов бранд и носталгичен дух од минатото на Агнес. Агнес и J.R. иако се авантуристи, ризикувачи и истражувачи, не можам да негирам дека низ филмот не се провлекуваше некоја доза на елегичност, што му даде тестаментална вредност на делото. Документарниот филм добива на автореференцијалност за актерката кога филмот се доближува до самиот епилог, односно фотографиите стануваат се полични и полични, отворајќи спомени во кои се инволвирани дамнешни пријатели за кои има причина зошто се некогашни, а не сегашни. Еден од највпечатливите сегменти од овој фрагментарен, односно епизодичен филм, сметам дека беше животната приказна на ќерката на рударот, која одбиваше да се одсели од куќата затоа што премногу спомени ја држеа со нераскинлива, но невидлива нишка, па затоа беше овековечен незиниот престој со енормен принт на куќата, но уловувањето на автентичната емоција кога субјектот ќе го погледне својот хипердимензиониран лик на куќата ќе биде преплавена од возбуда и ќе остане без зборови, е еден вешто уловен натуралистички бисер на филмот. Групните мурали со багет или работниците со подадени раце сведочат за инвентивноста во колаборациите на делата на авторите, кои се позитивен проблесок на туѓиот и собствениот живот со наменските импровизации.
Доколку се надмине величењето на спомените и нивното цементирање во јавната свест, тогаш не гледам никаква политичка или социоекономска позадина по која овој филм очајно би се обидел да ги пушти канџите за да ја зграби, што многу ме радуваше кога го погледнав. Поадекватен назив за филмот е францускиот Висаже Вилјаже, но овој филм си го најде своето место на Канскиот фестивал и на фестивалот во Торонто и се здоби со номинација за Оскар. Ако морам да го евалуирам, тогаш Faces Places од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 37-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!